Така да ова не е крај, ова е само почеток и сите настави што беа претходно беа само почеток. Крајот ќе биде кога ќе имаме чист воздух, па нема да има загадување од страна на титануси. За оваа дозвола нема јавна дебата, тогаш е како мораме многу посилно да излеземе на улиците. Е сега, како се победува Усија? Како што сите знаете, Усија е фабрика која генерира голем профит. Тоа збориме профит, не збориме приход. И тие истите ги користат за како вирус некој да се прошират во општеството, во политичките структури за да ги држат, за да можат да им даваат дозволи. Најголем проблем во целата работа е тоа што политиката ги поддржува. Тоа е проблем. Што правиме ние сега? Ние палиме светло на крадците. Тоа што највеќе не го сака. Да некој ги свети, да некој ги гледа и да можат во темница да ги прават работите што ги прават. Затоа ги правиме сите овие работи, да покажеме дека ние сме светлина тука и нема да престанеме да сијаеме во тие што не постапуваат правилно. Она што е битно, за како да се победи Усија, не само сега, во следните месеци и понатаму, затоа што ова не е кратка борба и ние не треба да престанеме да се бориме. На стекот на целата година, дури и во летните месеци, треба да видиме дека ова е на секој скопјанец и секој скопјанец да го спомнува Усија, Титан Усија, во секоја можна пригода. Дали е тоа јавен настав, дали е помеѓу луѓето, не треба да престане да се спомнува Титан Усија како главен загадувач, затоа што не треба да забораваме тоа што го правиме. Треба да биде дел од културата, треба да биде дел од разговорите, се додека не се искорени тој вирус. Чувме што беше до сега, сега да видим. Готово е, ќе го пуштам нефте, па чао, нема време, ајде. Ајде, Мери! Ајде, чао, може. Почитувани медиуми и почитувани граѓани. Вчера, на 11.3, во предпоследниот ден од законскиот рок, Титан Усија го поднесе барањето за реобнова на интегрираната дозвола до Министерството за животна средина и просторно планирање. Досегашната дозвола, како што веќе многу пати раскажавме, издадена во 2020 година, дојде времето да се реобнови. Таа дозвола ние ја викавме дозвола за легално труење. Сега да заборавиме на тоа што било и да се фокусираме на ова што сега треба допрва да се случи. Дозволата која што ќе треба да се реобнови и која што ќе треба Министерството за животна средина и просторно планирање, го потсетуваме овде, да ја постави дозволата на нивниот сајт, а исто така ги потсетуваме на законското право кое што ние го имаме, а и впрочем затоа сме сега тука, за јавната расправа. Значи, како што споменав, денес сме собрани тука со една цел, а тоа да им покажеме на одговорните дека ние будно следиме, дека таа расправа, јавна расправа, мора да биде организирана и да се прифатат сите наши забелешки. Она што ние го бараме во оваа нова интегрирана дозвола, едноставно треба да биде усогласена со европските регулативи и со Светската здравствена организација. Дополнително и задолжително е да се зема предвид дека Скопје се наоѓа во котлина и дека сите ја земат под влијание на температурната инверзија е град кој што веќе страда од амбиентално загадување на воздухот. И доколку се земат сите наши предлози во предвид, новата дозвола на Усија ќе биде вистинска интегрирана еколошка дозвола.
која ќе го натера Титан Усје да работи како современа еколошка цементара по примерот на другите цементари во светот. И се надеваме дека овој пат Министерството за животна средина ќе избере вистинската страна, спротивно ќе мора да го радикализираме и блокадите и протести. Фала. Тука ќе биде. Ќе се наштиваме ние први. Не пио страно да скоро. Да. Чекай се, заборив сета под како пи. Лепеше. Кој? Има поише имаме поише. Порано че ова да биде понакај нас, ова да биде понакај. Може ќе го. Како да биде распоредно, разбираш? И го немаме камчиња. Празниве столици да ги. Свенски не од страна од... Ако малјот има пејара, таму нешто има. Да. Што ќе ве купува со донации? Треба да бидат може би да. Имаше ли ке седиш? Сега да снимаш? Снимаш. Дојде, господин Петар. Давай перове. Е богата фирма. Таа заработува и тие нема да пропаднат ако се укине какво било користење на така наречени алтернативни, токсични, отровни горива. Ова гориво мора да престане. Усје има многу пари и го заработува на грбот на сите нас. Најмалку што можат да направат е тоа да им биде укинато. Министерство, слушнете добро. Ова гориво мора да го снема. Усје е пребогата и може да си го дозволи тоа. Точно. На нула од тие 6 инспекцијски надзори со кои што се попалија во медиумите, немаше однесено независна лабораторија и направено независно мерење. Чекај, дисконект ги направи. А дополнително, не само 3 пати пониско што се на Европската Унија, дополнително уште пониски се на Светската здравствена организација. Така да ние сакаме да се осогласат со минимум со Светската здравствена организација, а дополнително земајќи во обзир дека цементарата се наоѓа во урбана средина, каде што допринесува многу повеќе за загадување на голема група на народ. Така да, дефинитивно,
мора да се оде дури и пониско од вредностите дадени на Светската здравствена организација. Така е, браво! Цементарата Усија, мајки во предвид дека има три битни фактори. Првата што цементарата е во населено место, во самиот град. Втора работа има рудник за Лаборец кој што го рокаат со C4 испушта голем. Прочитај го. Нека ги читаат сите. Треба да е нула. Според Светска здравствена организација. Така е. Целиот град и едноставно ќе помогне да се стигне оваа интегрирана дозвола и да го послуша нашите забелешки. Така, ако не, како што кажавме, ќе